Мислам дека може да почнеме, таман сме на време. 5 часот. Повелете, Ирина. Здраво на сите, добре дојдовте во рамки на овој онлайн настан. Денеска пред нас имаме една тема која што ја работиме доста, меѓутоа се надеваме дека луѓето што ни се овде немаат слушнато многу за оваа тема или барем на овој начин. Моето име е Ирина, јас сум од Арно. Денеска заедно со Олга ќе ви зборуваме за социјално претприемништво преку концептот на бушава азбука, меѓутоа со мал твист на дизајн тинкинг методологија. Уште еднаш благодарност до сите што ќе го одвојат овој час и половина да појдат време со нас. И кога сме веќе кај благодарностите, не можеме да не кажеме големо фала до организаторите на оваа светска недела, односно глобална недела на претприемништво, што е многу значаен настан кој што се одбележува во многу држави во светот, па и кај нас. Благодарение на Стартап Македонија, оваа недела на претприемништво се организира и во нашата земја. Јас нема да должам многу, ќе се ја поканам Симона. Денеска со нас се тука Симона и Кико, меѓутоа Симона ќе ја поканеме на почетокот да ни се обрати, да ни каже збор-два за иницијативата и за можноста што имаме сите. Благодарам многу, Ирина. Голем поздрав до Арно и до сите присутни. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на глобалната недела на претприемништвото во Македонија, заедно со Стартап Македонија. Оваа иницијатива, како што напомена Ирина, е навистина светска иницијатива, во моментов се случува во 180 други земји, каде што 20.000 партнери организираат над 40.000 активности посветени на претприемништвото и целосниот таргет на публика до кој што се стигнува во рамки на оваа недела е од прилика 10 милиони луѓе. Бројките велат дека навистина претприемништвото е важна тема, особено кога ја говориме во еден концентриран временски период и всушност тоа е интенцијата за оваа глобална недела и затоа се радуваме што со Стартап Македонија оваа година успеавме да мобилизираме всушност 60 партнери во организација на 48, доколку не се лажам, настани, кои што се на различни теми, од социјално претприемништво, што е тема што ќе се обработува денес, до претприемачко образование, иновации, пристап до финансии, споделување на приказни од претприемачи од екосистемот и многу други теми од областа на претприемништвото. Ја правиме оваа иницијатива бидејќи веруваме дека иницијативите од ваквиот вид што го обединуваат екосистемот навистина помагаат за да се воспостават контакти, да се изградат партнерства и секој секому да може да помогне, особено во првите чекори на градење бизнис и потоа водење бизнис, но и да се помагаме едни со други генерално, не само во бизнис контекст. Од тука не би должела многу, сакам да се заблагодарам на Арно што втора година поред учествува во оваа иницијатива, исто и лани, бидејќи социјалното претприемништво е една од главните теми на глобално ниво и веруваме дека што повеќе се разговара на таа тема, толку повеќе ќе се отворат и можности за евентуална поддршка од страна на различни сектори. И затоа е навистина битно што ваков тип на организации учествуваат во глобалната недела и што ќе ни дадат вовед во тоа што значи социјалното претприемништво и се надевам дека ќе ви видат на вас исто многу од корист следните час и половина. Благодарам многу, Ирина, и ве поканувам да продолжите со вашиот настан. Фала, Симона. Ето, за почеток поздрави и честитки. Ние не можеме да сокриеме дека навистина ни е драго што оваа тема и ја прифатија во семејството на претприемништво, затоа што да речеме порано имаше одреден анимозитет, меѓутоа сега и со светските трендови и на зелената и на социјалната економија, ние гледаме дека нема друг вид на иднина во претприемништвото, освен она претприемништво кое што е одговорно и кое што ќе прави навистина добро за општеството. Се разбира дека ги поздравуваме сите оние кои што работат и во мејнстрим претприемништвото. Ние оваа тема и така ја гледаме како една подтема, меѓутоа вештините за водење и на социјални, и на зелени, и на мејнстрим предпријатија се исти. Ние денеска ќе зборуваме за една дизајн тинкинг методологија која што многу природни и органски си припаѓа во развој на предприемничките идеи и особено во некои од креативните сектори, меѓутоа сакаме да доближиме што е можно повеќе и во нашиот сектор. Зошто? Затоа што може да се смета дека нашиот трет сектор или граѓанскиот сектор
сектор е малку потромав во однос на некои теми. Социјалното претприемништво често е перцепирано како претприемништво кое што исклучиво се бави со маргинализирани заедници, меѓутоа на еден поконзервативен начин. Ние сакаме да донесеме иновација и да кажеме дека има потенцијал и во различните видови на размислување. Денес сме овде, благодарение и на тоа што јас и Олга работиме во рамки на еден RISE проект. Веројатно сте слушнале, за оние кои што не слушнале, станува збор за регионален инкубатор за социјални претприемачи, кој што е проект кој што се спроведува во сите земји од Западен Балкан. Има еве долу во футерот може да видите навистина голема поддршка, воден е од еден конзорциум, а финансиран од Француската агенција за развој и регионалната канцеларија за младинска соработка РАјКО. Зошто го спомнувам овој проект? Зашто токму благодарение на овој проект ние бевме обучени за оваа design thinking методологија и малку што би рекле сега на англиски јазик, ќе ни извините за некои работи што не се преведуваат. Во овој случај може би се преведувам, а бидејќи крај на ден малку ми е тешко да се сконцентрирам во преводот. Ние малку сакаме да ги stretch our minds, значи да направиме еден поширок преглед на оваа методологија и да дадеме неколку примери како може да ја користиме оваа методологија кога зборуваме за социјално претприемништво. Затоа во левиот агол ќе видите таму design thinking примери. Се потрудивме да изрециклираме оваа презентација, знаеме дека сме ја држале неколку пати до сега, меѓутоа еве ќе се потрудиме да ја освежиме што е можно повеќе заедно со Оле. Оле, може следниот слайд? Кои сме ние? Нема да должиме многу, денеска сакаме да сме фокусирани. Она што треба да го знаете за Арно е дека ние сме Арно и сакаме да правиме добро. Имаме две веб страници, две онлайн дестинации кои што треба да ги посетите, особено втората, затоа што таа нуди и конкретна можност за финансирање на зелени социјални претпријатија. Другата страница, таму известуваме за тековни повици и нели останати новости. Ова е нашата канцеларија, јас сум денес во плавата соба, пробав да ставам микрофон за да бидам малку попуштена во оваа фотелја што е репариран мебел, меѓутоа не успеав, така да се малку како учениче ќе седам блиску до мониторот. Овој настан го правиме онлайн, нели согласно случувањата и пандемијата. Еве дули Оле е од дома, ќе забележите дека е поинаков просторот таму. Во другата канцеларија, што може би ви е повеќе познати, ја има на сликата, ми се наоѓа Мац. Он е тука за логистичка поддршка, мафта на присутните. Значи, ова е нашата канцеларија која што сакаме да ги отслика вредностите за кои што ги имаме. Имаме репариран мебел, гледаме тука да имаме што е можно повеќе продукти од социјални претпријатија, за кога ќе ни дојдат гости да им покажеме ова е продукт конкретен од социјално претпријатие од нашата земја или можеби од регионот и светот. 4 области во кои што работиме со социјалните иновации, одржлив развој, филантропија и млади. Лево ги гледате и SDGs или целите за одржлив развој. Тоа не се само убави сликички, тоа се многу силни заложби на владите и ние сега нема да должиме, меѓутоа еве да кажеме дека и социјалните бизнеси, сите бизнеси треба да придонесуваат кон некоја од овие цели. Можеме понатаму. Што е социјално претприемништво? За социјално претприемништво се отвараат многу дискусии низ светот и секоја земја има своја дефиниција, некаде нема дефиниции. Во моментот во нашата земја ние немаме усвоена дефиниција, меѓутоа имаме усвоена стратегија за развој на социјалното претприемништво, а веројатно многу набрзо ќе имаме и законска рамка. Што е тоа социјално претприемништво? Ќе се обидам со наједноставни зборови да ви го доловам. Тоа е нов бизнес модел во кој што се интегрираат економски и социјални цели. Значи, иновативен модел преку кој што се решаваат социјални и еколошки предизвици и секако се зајакнува инклузивниот раст. Се прави профит, меѓутоа тој профит се реинвестира во социјалната мисија. И сега тука имаме некакви примери, односно примери за социјални вредности и различни дефиниции, меѓутоа long story short е дека мотивот на социјалните претприемачи е да се помогне да се оствари некаква повисока цел преку инкорпорирање на претприемнички активности. Мора да има бизнес, мора да се прави профит, меѓутоа тој профит се реинвестира.
Ова што го имате на екранот е линк до Националната стратегија за развој на социјалните предпријатија, многу важен документ кој што го трасира патот за наредните неколку години. Може понатаму, Оле. Одиме со првата буква. Кога рековме од А до Ш, ја најавивме и бушавата азбука, еден проект кој што барем ние малку, не знам какви генерации сме ние, millennials, малку повозрастните веројатно од денешната публика, пораснавме со овој медиумски проект и денеска го користиме за да преку асоцијации ги доловиме основните концепти на социјалното предприемништво. Авиатичар. Авиација или само небото е граница. Значи, како социјални предприемачи не треба да се ограничуваме во ниту еден момент, туку треба да имаме големи амбиции. Б како бокс. Зошто бокс? Затоа што овде асоциацијата е дека кога веќе е тешко да се води бизнис, уште потешко е да се води еден бизнис етички. Многу е потешко да се и биде на пазарот со зелени производи. Лесно е да се спакува нешто во пластика, лесно е да се плати помалку работникот, меѓутоа е навистина тешко и малку е како мавање на бокс кога некој ќе си зададе задача јас ќе имам зелено или социјално предпријатие. Меѓутоа, Б и затоа што социјалното предприемништво е благородно. В, одиме понатаму, В како вода, овдека мора да споменаме дека првата асоциација кога зборуваме за вода ни е негде таму далеку, ние овде рековме дека ќе зборуваме за веднаш и ваму, затоа што социјалното предприемништво пред се решава локални проблеми. И ние овие вредности кои што ги имаме како човеково право, например водата, треба да ги адресираме на локално ниво. Значи, не да размислуваме за таму некаде во Африка, туку за можеби недостатокот на вода во Свети Никола и Кочани. Исто така, овдека В како вредности, пред малку спомена, дека ние во Арно конкретно ние признаваме социјални предпријатија, кои што од една страна можеби се добри за луѓето, ама не се добри за природата. Значи, за еколошките вредности. Г како глув. Сега овде една мала референца дека намерно не ја сменивме ова визуализација за да не интервенираме во брендот на бушавата азбука, меѓутоа ние во социјалното предприемништво внимаваме многу на терминологијата. Така доколку сакаме да посочиме за лица со оштетен слух, нема да го користиме ова глув, меѓутоа се разбира дека и во изреките, во секојдневниот јазик можеме да се послужиме со некаква метафора, па ете така во општествен контекст може да кажеме дека не треба да се правиме глуви на проблемите од средината, на повиците за помош или барањата на оние кои што се помалку гласни. Сега еден пример од design thinking. Одиме следно. Пандемија. Сите носевме маски, загрижени за тоа како ќе дишеме, меѓутоа ретко кој од нас се сети дека ова попречува некако вид на комуникација. Токму за луѓето кои што имаат ваква попреченост, маските значат голем проблем. И сега, ако ние се сочувствуваме, ако имаме емпатија со овие луѓе, треба да направиме продукт кој што би бил соодветен нели и за нивна заштита. И еве пример за една млада студентка која што има 21 година, која што студира токму такви студии, како дошла до идеја да прави продукт благодарение на таа емпатија со крајниот корисник. Значи, ние не мораме да размислуваме на предприемништвото како на нешто што некому треба да продаде за да се збогати, ние треба да размислуваме за предприемништвото, ова зборуваме за мејнстрим дефиницијата, како некаква услуга или производ кој што задоволува некаква потреба. Во нашиот случај, оваа потреба е навистина важна и гледате како е артикулирана. Одиме понатамо. Еве ги 5 чекори од design thinking, се почнува со емпатија. Значи, кога размислуваме за дизајнирање на некаква услуга или продукт, прво нешто што треба да направиме ние да сочувствуваме, да знаеме како тој што ќе го потребува нашиот производ или услуга, ќе се чувствува, кои потреби негови ги задоволува. И верувајте, ова е едно револуционерно размислување затоа што од старт ги поставува работите поинаку. Design thinking е метод на размислување во дизајн, меѓутоа не го потребуваат само дизајнери во смисла на графички дизајнери, луѓе што работат во адвертајзинг. Кога зборуваме ние за дизајнирање на работи, зборуваме за осмислување на работи. И во социјалното предприемништво, крајниот корисник, оној што има бенефит од производот и услугата, ни е клучен. И затоа треба да размислуваме, да се ставиме во неговите чевли и да видиме како нашиот производ или услуга ќе му го олесни животот.
Можеме понатаму, да или дупка од шупливо во празно, нема да одиме многу длабоко во ова, сите знаеме каде живееме, со кои ресурси располагаме, меѓутоа нема жалење. Сега ќе видиме како креативноста ни помага во социјалното претприемништво. Да, како дизајн тинкинг, еве таа нова методологија и еве еден визуелен приказ што значи тоа да се размислува од аспект на корисникот. На сликата што гледаме? Едно бебе и неговите родители или некои роднини кои што му купиле играчиња, кои што висат, тигарчиња, слончиња, многу се сладки и на нив многу им се добаѓаат. Меѓутоа, која е перспективата на бебето? Бебето ги гледа од долу, дали ги гледа шарените лиценца, дали може да разпознава некакви фигурки? Не, и од овој аспект ние може да кажеме дека овој продукт повеќе за оние кои што го купиле, отколку за оној за кој што е наменет. И веројатно треба обратно да се играчките. Г како ѓон, значи овдека малку символика ќе користиме, дека ние треба да знаеме каде целиме и силно да шутнеме кога веќе имаме топката кај нас како социјално предпријатие. Меѓутоа, ајде да видиме еден пример кој што зборува за ѓонови. Овие ѓонови се посебни. Станува збор за ѓонови кои што се направени од гуми за джвакање, нешто што е голем проблем. Не знам дали сме стигнати уште кај нас да размислуваме за ова, затоа што имаме премногу отпадоци во секаква форма, па некако мастиките ни личат како бениген проблем, а во суштина се голем затоа што многу тешко се распаѓаат, на вистина се отпад. Оле, мислам дека е време тука да јас престанам да се го слушам гласот и пуштиме едно видео да видиме за што станува збор. Мислам дека нема саунд, да не треба од поново шер. Да. Ке извините, уште сме со онлайн. Можно е затоа што јас сега. Een nieuw fenomeen in de sneakerwereld. Ja, je noemde er al de gumshoe. Recycle the spit out gum and make it a sneaker. Обувь, которая делает страну чище. The project is called Gumshoe, and the goal is to reduce waste and litter. In the Netherlands alone, around 1.5 million kilograms of gum finds its way onto our pavements every year. It costs the government millions of euros to clean up, and its biodegradability is between 20 and 25 years. To make youngsters, the biggest group of gum users, aware of this problem, we created the first shoe made from recycled gum. So we discovered that gum is synthetic rubber, and by breaking down those properties, we were actually able to create a new type of rubber. Together with a specialised cleaning team, we collected gum from all over the city. For each shoe, we used 100 grams of gum taken from the streets of Amsterdam. We launched 500 pairs and it became an instant hit. Dat kleurtje ook, hè? En een hele vette zool, hè? Dat smelt die. Nou ja, je ruikt inderdaad. And people couldn't stop smelling it. Even Dutch celebrities wanted their own pair. Next to that, the gum shoe got displayed in the Design Museum in Munich, the Dutch Design Week, and during the Global Climate Action Summit in San Francisco. We also worked together with city councils. Then we started using the gum shoe as an incentive for people to recycle their chewing gum in recycling bins and collaborated with street artists to make them more visible. We teamed up with schools to educate youngsters. Before we knew it, it was news all over the globe. But more importantly, for the first time, chewing gum got recognized as a serious problem. Gumshoe, the first shoe made from recycled gum. Еве сме пак назад. Да, јас да се одмутирам. Тоа се тоа многу кул патеки направени од нешто што е ѓубре, а сега станува продукт кој што има употребна вредност и многу важно во социјално предприемништво ние не зборуваме само за продуктот, туку градиме и свест. Не знам дали забележавте во видеото, една од клучните пораки беше дека освен што имаме кул продукт кој што го сака дури познатите личности во Холандија, ние кренавме свест за мастиките или за гумите за джвакање како проблем, кога нели завршуваат на улиците. Така да, еве еден пример, да,
Тоа беше тоа видео за патиките. Тоа беше пример исто за design thinking. Сега на буквата Е имаме една приказна за ехото. Во принцип нема да ја кажуваме, затоа што многу пати имаме кажувано, линкот ќе го споделиме, приказната за ехо е тука. Што е она што сакаме да го нагласиме, дека она што го кажуваме кон планината, тоа ни се враќа. Ако викаме не чиниме, навистина нема да чиниме. Меѓутоа, ако поработиме можеби со некои нови методологии, можеби можеме да излеземе од оној мајндсет што не спречува често во нашите предприемнички обиди. Одиме на следно, и како емпатија, го спомнавме преес како го зборувавме за маската за лица со попреченост. Она што е важно е дека кога зборуваме за design thinking, главниот фокус е нели на крајниот корисник. Она што е пресекот во десниот агол го гледаме помеѓу дизајнерот и помеѓу корисникот е емпатијата. Ние во средина имаме пример за Марси, како сакам може да викаме и Марија, која што е наша персона. Ние предпоставуваме кој е нашиот идеален купувач, какви проблеми има овој купувач, како изгледа неговиот ден, кои се неговите придобивки доколку го користи нашиот производ. Значи си правиме една цела емпати мапа, за да можеме после полесно да го таргетираме тој купувач. Гледавме во претходното видео, имале во одреден момент соработка со улични артисти. Видовме графити, ставени посебни места кај што може да се фрлат мастиките. Зошто е тоа така? Затоа што ако вие се изградите една персона и направите empathy map, значи една мапа, ќе видите дека секој ден таа персона оди поминува покрај кеј, или оди да трча таму, или каде оди млад човек, може би излегува на коцка позади соборна, или оди во некои урбани места од градот и сакате таму да ја поставите рекламата може би за вашиот производ или да му поделите флаери, ако флаери не се на еколошки начин на рекламирање. Меѓутоа, ете зошто е важно се да почне со емпатија. Вие да разберете што прави вашиот корисник во секој дел од денот, како се чувствува, што му е проблемот, колку би можел да се издвои за да го плати вашиот производ или услуга. Значи, се почнува со оваа емпатија, да знаете зошто и за кого го правите сето тоа што го правите. Можеме понатаму. Ж како жаба, нема многу да должиме за жабата, ќе кажеме дека има кај нас едно социјално предпријатие кое што го води граѓанска организација, се вика Жабец. Што прават тие? Оле, може на следниот слајд да одиме. Тие се едукативен центар за деца, имаат акцент на активности во природа, значи усовршуваат спортски вештини. Интересно е што 1/3 од профитот, значи се наплаќаат одредени работилници, меѓутоа 1/3 од тој профит се насочува за деца од ранливи категории кои што не може да си ги дозволат. Сега ќе одиме понатаму во другите слайдови, ќе разграничиме што е здружение, што е граѓанска организација, што значи редистрибуција на профит, ама се надевам дека нема да ве забунам, за тоа е зато и мислам дека токму сега станува збор за тој слайд. Така е. Значи, да разграничиме некои работи. Кај нас нема закон за социјално предприемништво и навистина е голема и широка дефиницијата. Главното е тоа дека се прават пари кои што се реинвестираат. Сега, да ги тргнеме од страна одма проектите. Што се тоа проекти? Проекти се активности кои што најчесто ги спроведува граѓанска организација или ако сакате викајте го здружение на граѓани или невладина познато нели помеѓу масите како невладина. Правиме проекти, Арно прави проекти кои што имаат почеток и крај. Ние за тие проекти добиваме буџет и нели имплементираме активности. На крајот од тој проект ние треба да докажеме дека сме непрофитни, но дека имаме 0 денари. Значи имаме ограничен рок на спроведување, едно купче на пари што треба да се потрошат и тоа е тоа. Што е општествена одговорност? Ова многу се почесто ќе го слушаме затоа што е тако притисокот и врз приватниот сектор да прави работи кои што се добри за заедниците. Имаме компании кои што се најчесто поголеми, кои што гледаме дека градат игралишта, спроведуваат програми различни за менаџери, можеби даваат стипендии, инвестираат во некакви хуманитарни цели. Сето тоа е општествена одговорност и позната исто како корпоративна општествена одговорност. И
тоа се станува збор за донации. Меѓутоа, овие компании можат една година или во еден триместар, во едно тромесечие да донираат за една цел, понатаму за друга цел. Значи немаат никаква обврска да знаат точно за кого и што како донираат. Можеби ќе имаат некој долгорочен план, меѓутоа најчесто станува збор за хуманитарни акции, корпоративни програми кои што се менуваат од време на време. И социјални претпријатија, значи тоа се помали субјекти кои што прават профит и не го донираат еднаш за овие, еднаш за оние, туку точно знаат зошто постојат и за кого постојат. Понатаму низ презентацијата ќе видиме примери на социјални претпријатија. Дз како дзид, со глава во дзид, упорноста е карактеристика на претприемачите и неверојатно, туку сигурно и уште со поголема мера важи со социјалните претприемачи. И како игла, значи социјалното претприемништво е поинакво, затоа што е дизајнирано да малце боцне, кај што никој може би не боцка, да каже, видете луѓе, ова е нефер во општеството, на овие категории на луѓе им треба помош, треба еднаквост, значи може би некој табу теми да скрши. Затоа и асоциацијата игла. И сега одиме понатаму и како извори на средства. Ексклузивно денеска ќе споделиме една информација. Се надевам дека луѓето што не гледаат тука се спремни да абсорбираат, затоа што е навистина ексклузивна. Пред да продолжиме кон ексклузивата, ќе се ги наведеме овие извори на средства кои што веројатно ви се познати, барем се надеваме. Прво и основно е дека треба да имате идеја и дека за секоја идеја, како во претприемништво, така и во социјално претприемништво, треба да имате поддршка од овие 3F или 3F, Friends, Family and Fools. Значи, пријателите прво мора да ги убедите дека стварно ви е вредна идејата и да не ви викаат, а ви остајте од глупости. Фамилијата, што исто е голем предизвик, да им докажете дека имате идеја која што е корисна, која што ќе прави профит и треба да ве поддржат. И Fools се сите оние луѓе кои што знаат дека може би да има ризик во инвестирањето во вашата идеја, сепак би одвоиле дел од кесето и би ви овозможила некаков извор на средства. Значи, овие три категории мора да ги убедите за да бидете on track со својата идеја. Понатаму го имате приватниот сектор или фирмите кои што можеби сака да го поддржат социјалното претприемништво. Зошто една фирма да не купува, например, да не нарачува кетеринг од социјално претпријатие? Тоа социјално претпријатие може да биде формирано од самохрани мајки или од еднородителски семејства, кои што ќе нудат кетеринг на пазарот и ќе им треба некој да ги ангажира. Општините се исто многу интересна форма. Ние гледаме во Европа какви примери на соработка имаме. Убаво општините, например, да ангажират и социјални претпријатија кои што ќе се грижат за хортикултурата, кои што пак ќе бидат составени од некакви лица на кои што им треба работна интеграција, им треба таа работа за да можат да вадат парче леп или за да бидат интегрирани во општеството. Долу ги имаме СЕН, тоа е мрежата на социјални претпријатија која што води Паблик, таму има редовно информации за сите случувања, ги имаме фондот за иновации. Ние на претходната работилница го имавме како гостин и Кристијан, кој што споделуваше информации за последниот повик на ФИТР, кој што беше отворен токму за социјални претпријатија. И ги имаме зелените идеи. Ние кажавме дека кај нас во дефиницијата за зелено претприемништво секако природно се спаѓа социјалното претприемништво, ги имаме Social Impact Award и го имаме проектот RISE, кој што еве благодарение на поддршката која што има, веќе ја носи на плики втората генерација на Risers. Се надеваме дека имаме и денеска со нас некои од тимовите кои што се избрани да бидат дел од оваа генерација и кои што на крајот од првата фаза од идеација ќе добијат и околу 2000 евра за реализација на своите идеи. Значи повици имате и краудфандинг како алатка, Лидмк е интересна организација, токму денес со нив имавме обука со средношколците за краудфандинг и донесовме една приказна за наше локално претпријатие од млади луѓе кои што има собрано, да не ве лажам, сега не се сеќам точно на точната бројка, меѓутоа околу $3 милиони од тотално 9 кампањи кои што се имаат спроведено на оваа светска платформа. Не е ни важно е да се знаете дека за оние кои што сакаат, навистина има извори на средства. Одиме понатаму.
Еве ексклузивната информација. Може би во мојата титула видовте, јас освен што работам во Арно, сум ангажирана и како junior non-key експерт во еден проект. Тоа е најголемиот проект за поддршка на социјално предприемништво, за развој на социјални предпријатија во нашата земја. Ова е Facebook страната Support to Social Enterprises. Овој проект е важен за нас затоа што освен што гледа во иднината во законската рамка, ни го носи првиот национален ресурсен центар за социјални предпријатија кој што ќе биде отворен на 19 ноември. Локацијата е многу убава, се наоѓа во центар. Она што во рамки на тој ден ќе се случи е и саемот за социјални предпријатија. Значи сите важни чинители ќе бидат таму. Има навистина голема поддршка, станува збор за EU проект кој што се спроведува во партнерство со Министерството за труд и социјала, го води ЕПТИСА и има исто така децентрализиран пристап, значи нема се да се случува само во Скопје, ќе се случува и во другите 8 региони кои што ќе бидат, кои што се регионални фокал поинти или ресурсни центри. И сега во рамки на ГЕФ, она што на почетокот го поздравивме, се случуваат многу настани. Дел од овие саеми од тие региони се случуваат и во рамки на оваа недела на предприемништво, што е многу супер и кул. Она што исто треба да го знаете, што ќе се каже на тој ден, е дека ќе се спомене збор 2 и за грантовата поддршка. Значи не е се само теорија, туку станува збор и за повик кој што ќе овозможи да се доделат грантови за социјални предпријатија. Одиме понатаму, Оле може да го смениме слайдот. Еве ви sneak peek, ова е ексклузивно, како изгледа центарот. Верувајте ми дека јас со мојот мајндсет кога замислував некаква локација пред година и пол-две, замислував некои темни простори, нешто таму, кој знае каде забутано, и кога го видов овој центар, реков, ние навистина го заслужуваме ова. Ова е идното место и собиралиште на сите оние кои што ќе сакаат да ги градат капацитетите во оваа тема, да регистрираат социјални предпријатија, да испорачуваат обуки, така да се гледаме на 19 ноември. Се разбира за датумот, уште еднаш ќе се ја посетувате редовно веб страната Support to Social Enterprises и ќе чекате од таму информации, веројатно некаква форма за регистрација. Одиме понатаму, исто во рамки на тој проект, значи освен што ќе се отвора центарот, освен што ги имаме регионалните ресурсни центри, има програми за менторство, за поддршка и нели за визибилност, односно промоција на сето она што значи социјално предприемништво во нашата земја. Меѓутоа еве за тоа ќе дознаете повеќе на самиот настан. Можеме да одиме понатаму. Ја како јама, јас се надевам дека не одам во јама или во дупка со времето. Оле, сигнализирај ако нешто ептен должам. Кога зборуваме за јама, зборуваме, мене можеби за коинциденција, прв пат го поврзувам дека Јунус е на Ј, меѓутоа можеме да зборуваме за Мухамед Јунус, таткото на социјалното предприемништво. На следниот слайд, Оле, можеме да го видиме доколку не го препознавате. Ова е човек кој што доби Нобелова награда за она што го прави. Значи, тој е основач на Grameen Bank и на Јунус Social Business. Тоа е еден центар, многу интересен. Денеска нема да трошиме многу од времето, меѓутоа овој човек навистина верува во луѓето и без разлика што тие не можеле да се дозволат да подигнат кредити, тој им дава микрокредити со кои што тие си го улеснуваат секојдневното функционирање и верувајте, он покажа дека некогаш доволно е многу малку да им се даде на луѓето, а да се постигне многу. Меѓутоа за тоа многу малку не ни треба капитализам кој што ќе бара жиранти, кој што ќе биде многу суров и ќе ги третира луѓето да ги прогонува за тие кредити, туку ни треба еден систем во кој што ние ќе имаме доверба. И ќе ги охрабриме луѓето да преземат чекор понатаму и ета како он почнува со таа Grameen Bank, а понатаму приказната е шири во толку многу правци што дури има и телеоператор, како што ние имаме Телеком, така има еден оператор во Индија кој што им овозможува на луѓето, оператор мобилен кој што е социјално предпријатие, кој што му овозможува полесна комуникација, а со полесна комуникација верувајте се водат дури и социјални бизнеси и цели села од едни тешки, неразвиени рурални средини со септички јами, од таму ми беше асоциацијата, стануваат средини кои што и така нудат, односно кои што нудат поубави шанси за живот. И тоа е тоа, чекор по чекор, а доколку се верува во луѓето и доколку се имаат некакви механизми на поддршка, ние можеме да правиме промени во заедницата.
Одиме понатаму, К како кавга, јас од дека имав една реченица која што ја избришав, затоа што мислам дека веќе созреавме како општество и дека иако имавме многу верзии на Законот за социјално претприемништво, дека веќе не зборуваме за кавги, туку зборуваме за конфликти кои што знаат да бидат и убава работа, убаво е да се има спротивставени мислења, се до оној момент кога ќе научиме да се согласиме дека не мора да се согласиме и кога ќе научиме и да најдеме и компромис, значи кавга и како компромис. И така, еве, јас со доза на, не со доза, туку со целиот оптимизам гледам во иднината и во законско решение кое што навистина ќе ни помогне да мрднеме од точка А до точка Б во нашиот случај. И како креативност, ете буквата што благодарение на Design Thinking ја засакав многу повеќе него од претходната верзија. Мислам дека треба да видиме едно видевце, па после ќе збориме зошто оваа сликичка од куќа ја има на екранот. That's why at Ho Ho Dog Bakery, we produce tasty, ecological dog cookies. But even the most ecological dog food eventually becomes waste. That's why in parks and public places, caring owners always pick up their dog's poo or walk their dogs in abandoned areas. At the Ho Ho Dog Bakery, we wanted to give these dogs a special mission to make abandoned land more beautiful. That's why we prepared innovative whole grain dog cookies with viable seeds added after baking. Introducing Dog Cookies. Prepare for your dog's optimum health and proper digestion. And through a simple and safe biological trick, it changes unpleasant dog poop into eco-friendly fertilized plant crop. From fragile seedlings to beautiful flowers, which make abandoned landscapes nicer. Choose between sunflower, flax, or hemp. Dog cookies help your dog's digestion and environment. Ето, овој пример го дознавме од нашата последна работилница за Design Thinking, заедно со еден обучувач кој ни доаѓа од адвертайзинг секторот, Милан, поздрав доколку не гледа. Тој со нас го подели овој пример за ета како Design Thinking методологија им помогнала на еден словенечки стартап, ако не се лажам, да развијат продукт кој што е добар за природата. Видовте што се трансформира од што, да не го нагласуваме сега на овој онлайн настан. Меѓутоа не само добар за природата, туку е добар и за кучињата, затоа што им помага со варењето, со дигестијата, тоа е сликичката што ја гледате, и е добар и за оние кои што се ги шетаат кучињата во некои такви напуштени места, затоа што не мора да се грижат што да прават со изметот од своето милениче, туку знаат дека цвеќиња ќе цветат после нивната прошетка. Не би кажувала ништо повеќе, би оставила Оле да ја превземе звуката од пола. Натака, од мене поздрав, тука сум, се гледаме на буквата Ш. Здрави од мене, јас сум Олга и сум и со дел од тимот на Арно. Така да не би должела многу, туку би предошла одма на бушавата азбука во Арно стил и во стилот на социјалното претприемништво, надоврзувајќи се на Design Thinking методологијата. Л како левучар или пак луѓето кои што ја користат левата рака за пишување или пак за работа. Многу ретко размислуваме како име на оние луѓе кои што навистина се леваци, како ги користат предметите кои што генерално се направени за луѓето кои што работат со десна рака. И се дека не го видовме овој пример на ножиците, јас искрено не ни сватив дека луѓето со лева рака имаат и потешкоти да ги користат ножиците.
Бидејќи при дизајнирање на самите ножици, индустријските дизајнери веројатно ја земале логиката дека мнозинството од граѓани и корисници на ножиците ќе бидат десничари, односно ќе користат својата десна рака. И тука доаѓа моментот каде што она што го зборуваше Ирина со емпатијата, како луѓето и какви се таргет потрошувачи или таргет клиенти постојат на пазарот и како можеме да им го лесниме животот. И ете преку многу прост пример со креирањето на ножици за луѓе кои што ја користат левата рака почесто, се направил нов изум кој што дефинитивно помага на една таргет публика, воедно на некој начин е социјално предпријатие, бидејќи помага на оние помалку, како да кажеме, луѓе кои што се нудат вакви производи што се директно таргетирани према нив. На крајот од денот ги прославува и оние кои што, ето да кажеме, традиционално се сметаат дека се нели не припаѓаат во на традиционалната група, него ете така се единствени и уникатни во нашето општество. И тука доаѓа љубовта, односно буквата Љ. За да имате свое предпријатие, да имате свој стартап, да имате свое социјално предпријатие, морате да имате многу љубов кон работата што ја работите. Веројатно не само према предпријатието или генерално во бизнес светот, си што работите треба да работите со љубов. И љубовта кон одредената таргет група, кон онаа група која што помага социјалните предприемачи, е дополнителната мотивација за да стигнат од буквата А до буквата Ш во стварувањето на своите соништа и генерално во стварувањето на создавање на едно успешно социјално предпријатие кое што ќе биде препознаено на домашниот или пак на меѓународниот пазар. Ние сме многу среќни, вклучително бидејќи градиме еден екосистем од социјални предпријатија во Македонија, и многу сум среќна што на оваа слика гледаме дел од нив. Од левата страна го гледаме Кристијан магионичарот. Ова не е обичен магионичар, ова е екомагионичар, бидејќи во сите своји представи и перформанси користи рециклирани материјали, вклучувајќи ги ете Ирина сака да се надоврза да каже затоа што дефинитивно го следи патот на Кристијан многу подолго. Го следам и листата на учесници, можам да кажеме како Кристијан тука со нас и да го повикам да ни ја раскаже приказната ексклузивно, затоа што најубаво ќе ни ја долови. Кристијан, ако да те прозвеме? Може, здраво на сите. Здраво. Hello. Магично ќе ни се појавиш, ете го Кристијан. Здраво. Еден од нашите најомилени примери и сега, вау, има и трик, ќе ни направиш трик. Не, нема да направиме трик, ќе кажеме за магијата за социјалното предприемништво. Повеле, кој си, што се кажем на луѓето, зошто си социјален предприемач, што те влече и нешто раскажи за себе, ние се засрамивме се малку. Така, социјално предприемништво прв пат се сретнав со терминот пред 5-6 години, кога случајно на интернет дознам за еден настан и дека ќе се одржува во Скопје во кино Фросина. И тогаш прв пат почнав да читам за социјално предприемништво и ме фасцинираше бидејќи ми дава можност да ги обединам сите работи кои што ги сакам во животот, а тоа е сакам илузионизам, сакам предприемништво и сакам пофер свет за сите луѓе. Сакам уште како дете сакав да го сменам светот и сега преку социјалното предприемништво можам тоа да го остварувам. На што сакам да кажам, на пример, имав фирма Green Magic Production која што беше формирана како благодарност на победата на надпреварот на зелени идеи, така да ги охрабрувам сите оние кои што сакаат да учествуваат на надпреварот, да се пријават и да дадат се од себе, дека тоа може да влијае многу позитивно врз нивната кариера понатаму. Значи имав идејата беше да правам екомагионичарски представи кои што ќе ги едуцираат децата за тоа како да селектираат отпад, како да управуваат со отпадот. И на тој начин да ги инспирирам децата како да селектираат во која боена канта каков отпад да фрлат и слично. За таа цел направив магионичарски трикови, каде што направив да исчезне пластично шише и потоа ги учев децата дека пластикат, дека тоа што го видува е илузија, дека не е реалност, дека единствен начин да исчезне пластичното шише е да го фрлиме во жолтиот контейнер, за да истото се рециклира. После тоа правев трикови со хартија,
каде што ќе искинев стар лист весник и после тоа ќе направив илузија весникот да се состави и да стане повторно цел и ги учев децата дека тоа може дека ова е илузија, ама единствен начин да добиеме од стара хартија нова хартија попадна рециклирање, затоа треба хартијата да ја фрлиме во синиот контейнер, за да истиот се рециклира. Така, тоа беше еден проект. И сега, тоа што беше интересно, овие представи што ги правив се одржуваа во основни училишта и стануваше збор за сите основни училишта во Скопје, уште 6-7 града низ државата. Тоа беше огромен број на училишта кои што требаше да биде исконтактиран и зорганизиран и се јави потреба да се ангажира лице кое што ќе ги договара представите. И тогаш дојдов до идеја да ангажирам лице со физичка попреченост, кое што ќе седи дома, значи нема да има потреба да излегува, туку ќе може од својот дом да ги организира представите попаднат со телефонски повици и мејлови. И ангажирав една девојка која што е од Куманово. Таа има физичка попреченост, нема прсти на дланките, но тоа не ѝ представуваше проблем да пишува на компјутер и да разговара по телефон. И таа стотици училишта ги договори на тој начин. И беше прекрасно да се гледа како една девојка која што живее на некој начин на маргините на општеството, кој што луѓето ја сметаат дека таа е бескорисна, дека не може ништо да придонесе во светот, како наеднаш станува клучна за реализација на еден проект и придонесува да се едуцираат деца. Без неа немаше да има представи. Без неа немаше ништо да се случи, бидејќи таа ги договори сите, ги поврза сите контакти. И тоа не е едноставна работа, бидејќи еден директор треба да се бара неколку пати, па те излезен, те е зафатен, па треба да се прати мејл да му се објасни, така да е посложена работа, која што таа исклучително добро ја изврши. И тоа од друга страна, па јас како го доживеав тоа да гледаш како преку својата работа можеш да дадеш можност на некој друг човек кој што живее на маргините да стане суперхерој, станува прекрасно чувство, зашто да беше некој друг човек обично ќе го ангажираш, ќе заврши работата и толку, но овдека не стануваше збор само за работа. Значи социјалното предпријатие не дава само работа на лица од маргинализирани групи, туку им дава можност тие да го сменат својот светоглед и да видат дека се корисни, дека се вредни и дека имаат огромен потенцијал. И социјалното претприемништво е тоа кое што може баш на тие луѓе да им изнајде начин како тие луѓе да дојдат да го искажат својот потенцијал, бидејќи во нашето општество обично тие немаат можност да дојдат до такво нешто, а социјалните претприемачи се тие кои што треба да ги поврзат коцките и да ги видат кои се нивните способности, нивните таленти и да им дадат можност да го реализираат тоа што го знаат и што го умеат. Така да, ето, моето искуство, дел од искуството е ова. Дали имате некој прашање, некој дали има прашање за нешто поконкретно? Дечки, ексклузивно денеска, не знам колку пати зборот ексклузивно, но спонтано го кажуваме. Имаме со нас социјален предприемач, зелен предприемач. Дали имате прашање за него? Убаво е да се пуштите, сам најслободно, без разлика што сте. Да, пишете во чет. А доколку немате си уште се срамите, може би ја чекате крајот на презентацијата. Кристијана, ако се согласиш да останеш до крај, па може би заедно ќе одговараме на некои прашања кои што сигурно ќе се појават при крајот на работилницата. Така да би те замолиле да останеш па доколку немаме. Да, ќе останам секако. Да, и фала ти што се тоа до сега во теорија го преведе и го раскажа на луѓето во пракса. Тоа е тоа. И да, не збориме само за профит и давање работа, туку и за третман на луѓето, однос и ете што викаш нов светоглед кон работите. И исто така сакам да ги охрабрам луѓето, ако се соочат со предизвици, ако не им оди, да не се разочаруваат, бидејќи јас имав една фирма, ми пропадна исто за магионичарски представи пред многу години. После тоа со помош на грантот од Арно отвори втора фирма, која што исто така ја затвори поради пандемијата, бидејќи година дена немав представи, немав никакви приходи. И тоа повторно не ме обесхрабрува, сега размислувам за трета организација да регистрирам, да офрам трет пат со истата идеја, трет пат да се обидам. И така, инаку да кажам дека исто така
во претходните слайдови ги имаш изворите за финансирање како зелени идеи, таму успеав да победам и да добиам грант од Зелени идеи. Исто така аплициравме и во Social Impact Award и таму исто успеав да добиам грант во минатото пред не знам колку години. Така да ги охрабрувам сите оние што имаат идеи кои што сакаат навистина да се обидат и да аплицираат, бидејќи ако веруваат во идејата и ако дадат се од себе, тоа ќе биде препознаено од жирито и 100% ќе добијат. Ќе победат со нивната намера. И најважно од СЕО социјалното претприемништво е мотивот. Со кој мотив ги правите работите? Затоа што не секогаш е важно колку технички безпрекорно ќе ги изведете работите, туку колку ви е искрен мотивот, затоа што јас и во многу наврати не сум бил безпрекорен во некои работи. Например, на Зелени идеи имав во презентацијата на надпреварот го прекорачив времето. Не го испочитува времето, тоа беше технички пропуст, ама жирито ја виде суштината на идејата и на тоа даде вредност и мотивот зашто сакам да се реализира таква идеја, да се направи нешто позитивна промена во општеството. Така да најважно е мотивот и тогаш луѓето ќе сочувствуваат со вас и ќе ви помогнат да остварите идејата. Така, доста не ви одземам повеќе време, чао. Јас само да кажам дека Кристијан апсолутно во магев со жирито, јас сведочев. Ја отвори презентацијата со црна мајца и кажа дека еднината ни е црна, доколку не поддржуваме зелени бизнеси, се сврти, од најнаш беше маичката зелена, така да може би го прекорачи времето, технички нешто, некаков пропуст, да речеме ако е пропуст, ама затоа во магев со вештините и со искреноста и заслужено си да ја победи, заслужено си отидовме дома и од регионот со победа. Тука дека без буквата Л и љубовта кон тоа што го работиш, дефинитивно нема да се стигне до нивото, до буквата Ш, односно не до крајот на приказната, туку тоа е некогаш целта за една успешна приказна како што не сподели Кристијан. И фати многу за искреност и многу ми се допаѓа тоа што кажа Кристијан дека не треба да се откажуваме и ќе дојдеме на таа една буква каде што ќе покажеме дека никогаш и ќе не затвора малерот како што е короната, ама ете можеме да правиме промени. И покај Кристијан, имаме и други социјални предпријатија кои што функционираат во Македонија. Од десната страна е ЕСНАФ. ЕСНАФ е всушност на некој начин физичка продавница и онлайн продавница, каде што можете да најдете рачни изработки од сите занетчи кои што сакале да се приклучат на оваа платформа. За мене е многу благородна активност и не само активност, туку бизнес, бидејќи можете да отидете и да купите навистина уникатен поклон, односно подарок за вашите најблиски, за родендени, или пак да си купите нешто дома. Јас конкретно сега каде што сум во домот, имаме една многу сладка слика. Буф, нели бувот носи убави работи во домот, рачно изработен и тоа токму купено од ЕСНАФ. Така да поддржувајте локални производувачи, а ЕСНАФ ви ги носи чекор поблиску до вас, до вашиот дом и до вашите најблиски. Тука и наша добра земја, првата кооператива за еко производи, односно за зеленчук и овоше, така да доколку сакате да поддржите локална кооператива каде што можете да купите навистина органски производи, зеленчуци и овоше, тоа можете да го направите токму кај наша добра земја. Дополнително ги имаме Tribanks. Tribanks е онлайн платформа, преку нив можете да го резервирате вашиот престој преку платформата Booking. Значи, место дојдете директно на booking.com, одите преку нашиот Tribanks и они за секое букирање садат дрво токму кај нас. Ете интересен начин, не прават не ви продаваат директно производ, но прават нешто добро за животната околина. Токму тоа, значи, букирајте преку нив за да засадите вие индиректно дрво во нашата земја. Тука се и засади хартија, односно исто така социјално предпријатие, кои што прават садливи картички. Ирина, сакаш ли повеќе да објасниш за концептот? Баш варно ги имаме тие садливи картички со пркосот. Само да ги најдам. Дека Ирина ги наоѓа, што е работата
ете ги картичките. Значи не е само обична картичка, промо картичка или промо флаери, овие се малку поинаку, да можете да ги прочитате сите информации, но тука не завршува нивниот животен век да ги фрлите и да заборавите на нив, туку можете да си ги посадите, односно засадите во земја и после се разбира да посветувате грижа, односно да ги поливате со вода, а потоа ќе порасне така нареченото цвеќе билка пркос. Да, така да ете да ни сретнете. Босилек, може да биде и друго семе, ние си бираме пркос, пошто сакаме да ни цветат зелените социјалните бизнеси. Ова е продукт на Wizard, станува збор за еден зелен бизнес кој што победи на национално ниво 2017 година и ете пример дека и уметниците можат да бидат дел од оваа зелена економија. Ова е одговорен начин на рекламирање, значи може да бидат визит карти, во еден дел да се садат, може да биде било каков промотивен материјал, значи може да ги нарача секој со секаков дизајн, се печати на рециклирана хартија и со еко бои. И уште една закажано може да биде различно семе, значи може да биде и босилек натре, не мора да е цвеќе, ние самите си го бираме цветчета. Не, да, многу интересни бизнес примери што функционираат кај нас, можеби не се така познати и можеби прв пат слушате за нив, но ите затоа сте денеска тука за да знаете дека сепак имаме успешни социјални претпријатија кои што за допрва треба да слушаме и кои што допрва ќе се развиваат и ќе растат и ќе се развиваат, нели? И тука сме сите ние заедно да ги поддржиме. Како малер, и па зборот entrepreneurship или предприемништво доаѓа од француски збор, кој што јас не знам искрено да го изговорам, entreprendre, јас би го изговорила, но важно е што значи. Тоа значи да превземете нешто, да сторите нешто. Пандемијата, и добро е Кристијан што ја наспомна, пандемијата ни се случи, никој не беше спремен за тоа. За многу мали бизниси тоа беше навистина малер, бидејќи многу мали бизниси мора да се затворат. И дел од нив презема ризици. Се надам дека секој од вас веројатно се сретнал некаде во текот на пандемијата, како традиционални бизниси од една физичка продавница претвараат и стануваат онлайн бизниси, се со цел да го зачуваат својот бизнис и да продолжат да функционираат. И на некој начин преземаат нов ризик, бидејќи влегуваат во новите води, од традиционален стануваат онлайн бизнис. Јас паралелно, исто како и Кристијан, заедно со тимот на Challenger, исто бевме победници на зелени идеи. Јас сум премногу горда бидејќи зелени идеи како натпро на национално и на нерегионално ниво ви носи на целосно нова перспектива. Како што кажа Кристијан, професионалната кариера некако ви ја насочува на четврта страна и ви покажува дека и од овде се може, дека ете, имате потик, имате финансиска подршка да почнете да развивате нешто свое, особено во социјалното предприемништво. Challenger на кратко е мобилна апликација која што ги наградува своите корисници кои што пешачат, трчаат или пак возат велосипед. И кога се случи пандемијата, ние не можевме да лансираме нашата апликација да ги мотивираме луѓето да излегуваат од своите домови. Напротив, сите ни велеа седете дома за да не се заразите. И така дојде оној малерот каде што вие не можете да лансирате апликацијата за која што се добиле поддршка и морате да се оправдате пред вашите донатори, но само мора да направите нешто и да отидете чекор напред. И така се случи, апликацијата Challenger седи дома, наместо да ги мотивираме луѓето да излегуваат од своите домови, ги мотивиравме да останат дома и да намалат ширењето на пандемијата. Ова беше минатата година. Така да ете, за предприемачите никогаш малерот или ризиците представуваат можност. Така да не се плашите да преземете ризик, и ако мислите дека се наоѓате во некоја малерозна ситуација, искористете таа малерозна ситуација за некои нови работи. И сега го видов и другиот Кико, морам да кажам дека го заборавивме едно од моите омилени социјални предпријатија на македонскиот пазар, а тоа е Лице в лице. Минатиот викенд заедно со Challenger Лице в лице продававме заедно списанија, значи собиравме зелени километри и поедно продававме списанија низ градскиот парк Дебар Мало, а подоцни лептокарија. Значи, кој е концептот на Лице в лице, за оние кои што не знаат? Тоа е улично списание, кое што чини 100 денари. 50 денари одат за продавачот од кој што го купувате списанието, а 50 денари оди за редакцијата за да можат понатаму да продолжат со принтање и со изработка на новите изданија кои што треба да се појават на пазарот.
Ете и на лице в лице уличните продавачи не можеа да продаваат во текот на пандемијата. И лице в лице го презема, односно зема еден нов предизвик и направија дигитални изданија, каде што вие можевте да направите годишна претплата и да користите некој од оние кодови. Мислам дека Кикот имаше свој личен код и тоа беше копија од Кико. Така да, ете уште еден начин како можете да помогнете на вашите сограѓани и ве молам кога ќе ги сретнете во парк, немојте да ги одминувате. Се само 100 денари, списанието излегува еднаш или во еден месец, барем еднаш, тоа сум сигурна. Така да купете го и многу е важно дека ова е малку поинакво списание. Во ова списание читате толку многу интересни теми за бизнисот, за одржливоста. Кико, сега ќе ти дадам. Ајде, ти докажи што можеме да прочитаме во лице. Не, сакав да те поправам само. Слободно. Излегува еднаш на 2 месеци. Ето така. Да ни кажеш нешто плюс за лице в лице, да нема нешто тековно, нешто ново? Па сега сме во тек на новогодишните честитки. Како што знаете, секоја година имаме и новогодишни честитки во месец декември, нов број се спрема. Ете, ние да се пофалиме, Кико, ќе имаме и ние текст во лице следното издание, така да за сите што се тука, топло ви препорачам да го купите следниот број, а и овој број доколку сте во можност и доколку ги сретнате продавачите, многу лесно се препознаваат. Ги носат кецилите лице в лице и бидете фини и посветете им внимание. Не можеме не секогаш имате да купите списанието, но ете, чисто да ве потсетиме дека постои едно такво социјално предпријатие кој што помага на околината. И да се вратиме на буквата Н. Кико, ќе може ли само мют? Супер, фала ти. Н, само објаснувачки, односно напор. За да се одржи еден бизнис во живот и да постои, да се развива, се навистина потребни многу напори. Потребна е голема мотивација, но напори со кои што ќе се соочите. И многу е лесно да се откажете, но нашата препорака е дури кога ќе имате најголемите предизвици, напори кога што ќе биде преку глава ми е, можеби тогаш е потекот дека не треба да се откажете и треба да пробате уште еднаш. И како што кажа нашиот Кристијан Магионичар, не треба да се откажете во моментот кога мислите и ќе затворите една приказна, не значи дека немате можност да започнете нешто од почеток. Така да не се откажувате. Патот не е лесен, но тоа не значи дека треба да се откажувате на првата препрека. Ние како Њујорк. Њујорк сите го знаеме и знаеме дека претприемништвото на малку поинакво ниво. Њујорк исто така градот каде што можете да видите толку уникатни социјални предпријатија. Ние не ве предизвикуваме самите да истражите какви се уникатни социјални предпријатија се во Њујорк и во Соединетите Американски држави. И дефинитивно како што ова беше примерот со Амстердам и со гумите за џакање, таму ќе најдете уште поинтересни социјални предпријатија, па можеби ќе ви послужи за инспирација, нешто што можете да го донесете кај нас и тоа да биде вашата успешна приказна во социјалното претприемништво. Како гледало. Кога се враќавме, кога зборувавме за буквата Е како ехо, значи тоа што кажуваме, тоа ни се враќа од планината. Како гледало е доколку сакате да направите нешто добро и да промените, вие ќе бидете огледалото за некои други луѓе, односно кога ќе ви видат вас ќе знаат што сакаат и вие можеби ќе бидете идолот. За тие млади луѓе или за тие луѓе кои што навистина се заинтересирани за општествени промени и развивање на социјално предпријатие. Јас верувам дека и денеска во публика и тука каде што сме заедно, јас генерално кога првпат дознав социјалното предпријатие, тоа беше преку Ирина и преку иницијативата Кулинари. Арно и на некој начин го почна своето патешествие, да кажам, во социјалното предприемништво токму со проектот Кулинари, каде што беа победници во 2016 или 2017 година. Ирина? 15. Уште подалеку. И јас бев на еден настан каде што првпат ја слушнав приказната, не знам што значи социјално, значи 2015, веројатно 2016 јас сум слушнала, каде што ја слушнав инспиративната приказна која што Ирина раскажуваше.
И вероятно во тој момент мене Ирина ми било огледалото во нашето општество, каде што јас сакам да направам еден ден нешто вакво во нашето општество, во мојата средина, и да направиме ни такви мали промени, но толку креативни и толку, јас би рекла, па и длабоки, бидејќи променуваме нешто суштинско. ПП како поклопката, иако изгледа страшна, таа и некогаш не штити, така да не сите, како што кажав, не сите предизвици се оние да ве застрашат, можеби ќе ве заштитат, односно ќе ве натера да промените нешто и да ги подобрите вашите услуги и производи. И ПП како портокал, многу интересен пример со помош на дизајн тинг методологијата. Нели, цветен портокал не можете некако премногу поинаку да го позиционирате на пазарот, свеж портокал си е свеж портокал. И сега како да докажете дека вашиот свеж портокал, односно цветен сок, е подобар од оној на конкуренцијата? Тоа што направил еден бизнис, на секоја шише ставил број, односно часот кога тој сок е всушност исцеден. И вие уствари ја го купувате лейбелот, односно етикетата и часот во кој што е произведен или исцеден тој сок. Според мене ова е толку гениално и толку радикална промена и радикално размислување во позитивен аспект, така да ете дури најосновните производи доколку размислувате со отворени сетила, уши и очи, веројатно ќе дојдете до вакво решение. Така да секогаш отворете го умот и дозволете да се расшири. Р како рентген. Кога градите едно социјално предпријатие, дефинитивно треба да функционирате како рентген, односно да обрнете многу внимание во бизнисот, во диагностиката и во финансиските проекции. Многу на почетокот, кога сите зборуваме за бизниси, за идеите, за производите, ретко кој од нас зборува за вистинските финансиски проекции. И во ред ако не ги знаете, но побарајте поддршка, менторство или пак некоја си совет од експертите кои што се на пазар. Јас верувам дека има многу луѓе кои што ќе сакаат доброволно да ви помогнат, но не заборавајте дека ова е многу важна ставка не само во социјалното предпријатие, генерално во предприемништвото и во градењето на било каков бизнис. Така да бидете рентген сами за себе, особено во делот за финансиите. Секако судбина, COVID-19 и ова е баш типично, судбината пуста да остане, бидејќи се случуваат работи, но јас викам ајде да ги прифатиме работите кои што ни се случуваат и да искористиме најмногу од нив. Нели кога животот ќе ти даде лимуни, направи си лимунада. Така да најдобро е самите да одлучиме како ќе искористиме дадените можности и препреки кои што ќе се појават пред нас. И тврда реалност или пак тежина, дефинитивно некогаш ќе се соочиме со суровата реалност дека некои производи не можат баш да поминат на нашиот пазар или на пазарот кој што ќе ги сакате и ќе одлучите да ги продавате. Тоа не значи дека тој производи не треба воопшто се продаваат, но можеби не треба на овој пазар. Можеби треба нешто да промените, можеби треба да смените стратегијата. Но ете, нека не ве убива тоа ако од прв пат не успеете, тоа значи дека треба да се адаптирате, да смените некоја тактика, некој пристап и тоа нека ве направи посилни и нека ве научи да пораснете, а воедно со тоа е да го промените можеби вашиот бизнис модел, но најважно е да останете и да функционирате на пазарот. Како кебапче, и туку јас пред време го спомнав кулинари, кебапчето е инспирација за многу нови работи почитаци, и така е и кулинари. И на кратко, Ирина, ете, можеш и ти да го споделиш своето искуство како млад социјален предприемач. Wannabe социјален предприемач. Ние сме строги со дефиницијата, мајде во интерес на темата, ќе речеме дека кулинарија е едно wannabe социјално предпријатие, кое што почна со така инспирирано од храната и уште инспирирано од храната, меѓутоа се води од слоганот "Кул е да си кулинар". Во далечната 2014 година забележавме дека имаме ние проблеми со стручното образование, конкретно со образованието за угостителство, со младите готвачи. Од една страна секој втор оглас во весник или каде и да е беше бараме готвач, бараме пица мајстор, бурек мајстор со плати кои што изгледа навистина солидно и примамливо, а од друга страна, посетувајќи го училиштето, видовме дека нема многу голем интерес и дека општо имиџот за стручното образование е на навистина незавидно ниско ниво.
И одлучивме дека сакаме тоа да го промениме, дека сакаме да стварно промовираме дека е кул да си кулинар. И ова е исто приказна која што ние искрено си кажуваме дека има цело време вака ups and downs, ама не се откажуваме. Во 2014 тргнавме со една идеја дека ќе правиме мобилни апликации за рецепти кои што ќе ги пишуваат учениците. И тоа беше еден дел од приказната што и не е најсреќен и не заврши најсреќно, затоа што во тоа време луѓето и немаа многу место на мобилните телефони да симнуваат апликации. И тој дел од идејата пропадна, ма остана оној дел што вели дека треба да се работи со учениците, дека ако се инвестира во нивните вештини, ако се инвестира во нивната мотивација, ти е многу лесно и после завршувањето на тие 3 години од своето училиште, од своето образование, многу лесно може да си најдат работа и не само да си најдат било каква работа, туку и да идат напред во својата кариера. Значи, ние на овие ученици им пруживме обуки како да пишат CV, ги гледате се сликани во униформи, сакавме да бидат задоволни и среќни од таа униформа, и тоа ги сликаше многу професионален фотограф. Понатаму обуки како да сликаат храна, да се промовираат на Инстаграм, на LinkedIn, на Twitter. Дел од нив добија работа благодарение на тоа што си направија профили на Twitter и се промовираа. Еве го лево ни е еден од нашите омилени готвачи, Антонио, тој доби награда за младинско учество затоа што не само он, туку и на своите ученици и од следните генерации им покажа дека е стварно кул да се биде кулинар. И Антонио сега и на негови 25 години се поубеден и се повеќе оди напред во кариерата. Исто така, кебапчето инспирираше и многу различни соработки, значи партнерства. Ние нема да ве лажеме дека ова е идеалното место, идеалната земја да се почне бизнес. Не, знаеме дека е тешко, затоа што ние продававме часови за готвење и знаеме дека е тешко да се одвојат средства за да се посетуваат вакви часови. Меѓутоа, можеме да правиме соработки. Значи, ние си направивме одлична соработка со Средното училиште Лазар Танев, со Slow Food невладината, понатаму во годините што следеа направивме едно интересно проектче кое што нажалост, поради пандемијата не се реализира, меѓутоа, она што во иднина исто сакаме да го нудиме се гастротури, да се запознае Скопје преку една гастротура. Значи, станува збор за понуда која што ќе може секој да се откупи и да се генерира профит. И сега не нагласив можеби доволно, меѓутоа ете преку продажба на часови за готвење, гастротури, лажички брендирани, престилки брендирани, часови за тимбилдинг, ние собираме средства кои што понатаму ги реинвестираме. И сега можеби е needless to say или вишок да се каже, меѓутоа ги инвестираме повторно во учениците готвачи, во нивни обуки, во униформи, во се она што им треба за полесно да си ја засакаат професијата, да стекнат вештини и да е можно што подобро настапат на пазарот на труд, значи да имаат добра, убава работа која што ќе се ја сакаат и во која што ќе просперираат. Мислам дека тоа е на кратко. Да, тоа беше за кебапчето. Извинете ако сте гладни, ама мораше да го спомнеме. Нас секогаш вака саливација, ни течат ниги, кога зборуваме за нашите вкусни проекти, ама се навистина приказни кои што ги живееме и многу е важно она што ние како ја кажуваме приказната заедно, дека знаеме дека е тешко, затоа што ние не само проповедаме социјално претприемништво вака или онака, не испорачуваме само обуки за да мотивираме луѓе, туку и ние самите сме во тие чевли и знаеме дека тежок е патот, меѓутоа и дека не е прав и дека има препреки, но не се откажуваме. Но затоа и е буквата У и убавината во помагањето на луѓето им повисока цел, тоа што го добивате преку имањето и создавањето на социјално претпријатие е онаа дополнителна убавина од само еден обичен бизнис, а тоа е дека навистина помагате на не една целна група, која што можеби е на маргините, како што кажа Кристијан, или пак целна група која што е едноставно заборавена од остатокот на општеството, или група која што има помалку можности од она поголемата од мнозинството на граѓани. Така да не создаваме само обичен бизнис, туку создаваме бизнис кој што навистина прави директни промени во нечии животи. Како фитил, да, кога ќе се изнервирате со сите проблеми и со сите оние притисоци кои што ги чувствувате, веројатно ќе ви биде краток фитилот и повторно ќе дојдете во моментот, тоа е реалноста, на веројатно на секој бизнис ќе кажете, доста ми е веќе, сакам да кренам рацете од ова и да ставам клучите и си отидам.
Јас ќе ви препорачам малце тако с големито на како да кажам, она ваша црвена линија, да не доаѓа толку брзо да гори фитилот и да бидете толку нервозни. Знам дека е навистина тешко, многу препреки, многу предизвици, но затоа постои екосистем кој што сака да ви помогне. И ете ресурсниот центар односно ресурсните фокални точки за социјално предпријатие предприемништво кои што ќе се отвараат ширум земјата, нека бидат вашата точка каде што ќе се обратите за помош, за совет, како да ја развиете вашата приказна и вашето социјално предпријатие. Така да, ете фитилот со вакви некои мерки и грантови и менторски подршки и генерално со тренинзи, нека ви биде механизмот како да го зголемите, односно да не ви биде краток фитилот. Х како хеликоптер, односно хеликоптерот нели мора има една панорамска слика, односно целосен преглед на сите можности, на сите повици, соработки со приватен сектор, со невладин сектор, со општините. Така кога градите на социјално предпријатие, немојте ве молам да се затварате, напротив, социјалните предпријатија треба бидат отворени на најголемо и највисоко ниво. Затоа сврнете си кон невладините организации, сме тука да соработуваме, да ве промовираме, да ви помогнеме. Тука си многу други организации и приватниот сектор, така да не ги заборавајте на нив, бидејќи не знаете каде може ќе ви се отвори вратата. Ц како цел, мора да имате јасна цел за било што да правите во животот, така да пред да почнете да го градите и да го создавате вашето социјално предпријатие, имајте јасна цел каде сакате да бидете после година дена, после 2 или 3 години или што сакате всушност да промените, да направите. Че како чудото се случуваат, независно колку тоа да звучи нереално и колку тоа ние да имаме онаа стигма, ама тука многу е потешко. Да, потешко е, ние овде се случуваат промени, овде се случуваат чуда, така да вие бидете нашето чудо со вашата идеја, со вашето социјално предпријатие и покажете дека можете да направите промени, бидејќи секоја мала промена е верувајте голема промена за некои луѓе во нашето општество. Дже како џоке, имањето бизнис е како џокејство, бидејќи морате да се обидувате и да најдете како да обстоите во целата таа игра, така да уживајте во џокејството и во патешествието што ќе ви го даде вашето социјално предпријатие или вашата професионална кариера. И како шега, и на крајот од денот некој ќе се пошегувате на ваш рачун или ваша сметка, за сите тие предизвици кои што ќе ги направите, за сите грешки што ќе ви се случат. И јас вчера научив, многу е во ред да правите грешки. И човечки да направите грешки, никогаш пошегувајте се со вашите грешки, бидејќи така сите заедно нешто ќе научиме. И како последната буква од нашата кирилична азбука, ако не ви работи планот А, имате план Б, а ние сме многу среќни бидејќи имаме уште 30 други букви во азбуката. Така да, имајте уште 30 други планови како да се остварат вашите соништа, вашите цели, вашите идеи за создавање на социјален бизнис, односно за социјално предпријатие на домашниот пазар. Така да не се откажувате. Значи, ако имаме 31 буква, 31 шанса да успееме. Барем овто ние што ги знаеме, ама не значи дека не може да имате повеќе можности и шанси. Така да, фала ви за вниманието. Сега го отвараме подиумот за прашање, така да слободно прашајте или раскажете вашата приказна или пак сакате да споделите нешто со нас, слободно unmute yourself, многу е чудно, трнете го микрофон или да напишете ни на чат. Имаме веќе едно прашање во чат. Како што треба да опфати едно социјално предпријатие за да биде социјално предпријатие? Нема многу лесен одговор на ова, меѓутоа што треба да опфати? Треба да биде бизнес кој што ќе прави профит, кој што ќе го реинвестира во социјалната мисија. Нема тука ограничување дали треба да работите во транспорт, дали можеби треба да работите со деца, во зелена економија. Што и да правите на бизнес начин е релевантно, се дури имате вие социјална мисија, значи некому да помагате. Многу е, можеби ако имаме малку поконкретно, можеби би одговориле поконкретно, ама мислам дека вака сме сеф со дефиницијата. Оле, ако имате или некој ако сака да додаде нешто или да искоментира, по принцип не треба да ве ограничува ништо, само формата дека мора да е бизнес и дека треба да прави добра.
Кико има крената рака. Кико, дали имаш нешто да ни кажеш или да прашаш? Сакам првин, преска не ми текна да поздравам Симона и сите што се присутни предавањето, колку пати да се слуша вашето предавање е супер. Значи ја не го слушам прв пат и не ми е досадно. Фала ти, Кико. И толку имав да кажам. Фала, Кико. Фала на убавите зборови. Ние се трудиме малку да го свежиме. Инаку е омилена презентација на сите. Нешто има. Повели, Оле? Да, секогаш корисни, инспиративни поздрави. Веќе фала ти, Сања, многу на поздравот и на пофалбите, многу ни значи. Јас ќе би го замолила Маријан, како при крај, бидејќи не станувате уште неколку минутки, да го споделиме и прашалникот за евалуација на нова мини работилница. Маријан го сподели во чета, ние во меѓувреме ќе одговориме на уште едно прашање. Дали за да имате вистинско социјално предпријатие треба да вработите лица со попреченост? Не. Социјалните предпријатија не се само за лица со попречености, тоа е само еден вид, односно целна група на која што вие може да помогнете. Вие можете да градите социјално предпријатие само со тоа што, односно да имате, затоа што вие ќе решавате некое горливо прашање. Како што е отпадот во нашето општество, значи ќе се грижите за биоотпадот и ќе составате, како што е мама органа. Компостирање и правење на органско ѓубриво. Потоа имаме можеме да кажем, да пофалиме и Софија Дацева. На некој начин и тоа е зелен бизнис, е социјално предпријатие. На некој начин, бидејќи они го користат комињето, Нина, можеш ти подобро да обясниш што е точно комиње, затоа што јас уште го пробам да го сватам концептот. И јас се запознав со комињето кога Софија аплицираше на нашиот надпревар за зелени идеи. Станува збор за отпаден продукт кога што се прави, што се добива кога се произведува ракија или вино. И тој најчесто, нажалост, завршува во реките, има цели статии како ќе видите лилјакови реки, тоа затоа што луѓето неправилно се справуваат со овој отпад и го фрлаат во реки, и со што прави Софија, кај е социјалниот момент, им вели, окей, јас ќе ви го откупам, затоа што јас од ова комиње, тоа што е за вас отпад, правам еден нов продукт, односно мултифункционален адитив. И се бојат мастики, се бојат лежавчиња, се прават лилјакови колачи, тој адитив има нутритивна вредност, значи не е само естетски за да се добие бојата, туку има навистина и протеински влакна и разни други карактеристики кои што се корисни. Социјалниот момент овде е што Софија го откупува ова од оние кои што немаат доволно пари, знаење, свест за да се справат со отпадот и им помогнува да бидат ем поодговорни земјоделци или произведувачи, ем да се зајакнат економски. Тука гледаме како заедниците се зајакнуваат и да, социјалното претприемништво често се перцепира како работна интеграција, не само за луѓе со попреченост, можеби за луѓе кои што живеат на маргините од општеството поради нивна различност од било која, можеби се од некаква заедница која што е студена, например, ЛГБТ заедница во некој по-конзервативно општество, можеби се самохрани родители, можеби се луѓе кои што живеат во рурални средини со навистина ограничени пристапи до било што општествено, така да ги гледаме луѓето, има различни бизнес модели, може да ви се внатре во бизнес моделот, да ги интегрирате преку работа, можеби преку своето работење да инвестирате во нив. Например, еве, за часови за готвење ние правиме пари, ние ги организираме, тие се продаваат часовите за готвење, меѓутоа профитот го реинвестираме. И млади луѓе, значи нема тука луѓе со попреченост, туку тоа се луѓе од средно техничко училиште, односно Така. Има многу примери. Сега не мора да гледаме само во нашиот пейсаж, кај нас се уште ова во зародиш. Може да гледаме и понатаму во светот. Може да се бездомни лица, може да се најразноразни социјални каузи кои што прават добро. Значи, вие давате шанса на некој што помалку има шанса. Или, например, во Сараево, односно во Босна, не во Сараево конкретно, пластичните кеси ги собираат и од нив составаат други производи, како што се чанти, и за време на пандемијата направија и заштитна облека за лекарите, токму од собрани и рециклирани пластични кеси.
Ете, тука немаме никаква, на никој начин интегрирана група на луѓе кои што се со помалку можности, туку напротив го решаваме проблемот со загадувањето. И со отпадот. Така да социјалните предпријатија може да бидат и од тој тип. Во овој случај Софија се грижи повторно за загадувањето, односно за некој отпад за кој што никој до сега не се погрижил. И многу интересно, ќе почнат да го прават и својот прв сладолед од вино. Така да, ете, многу иновативни начини. И оние патики кои што ви ги покажавме, не интегрираат луѓе од некоја си точно загрозена група, но го третираат отпадот од гумите за џакање на улиците. Односно, оној нерод кој што се прави од истите. Може да има и други модели, може да бидете one for one модел, например, некој да купува услуга од вас, вие да сте правници и да наплаќате на одредени клиенти, а да на луѓе што не може да си ги дозволат вашите услуги, му возможувате бесплатна услуга. Дечки, ние нажалост немаме многу време да ги објасниме сите модели и примери, еве да се надеваме дека ова е само дел од она што следи во нашиот локален развој, ова е само една од дебатите, капка во морето, дискусии кои што ќе ги правиме. Многу сме благодарни што денеска бевте со нас, и како што сега, да, еве Маријан пишува, ве молиме да ни одговорите на прашалникот, ни треба вашиот фидбек, ние сега полека ќе се одјавуваме, од Стартап Македонија ни сигнализира дека е време да ја завршиме нашата работилница. На сите ни остануваат заложбите да соработуваме. Денеска многу пати споменавме соработки, тоа е главниот принцип на Design Thinking, радикална соработка. Фала ви уште една Стартап Македонија, фала на сите. Имаме уште многу пред нас да споделуваме и приказни, да се поддржуваме едни со други и ете заедно да од теорија некако преминуваме во пракса во оваа. И ете можеби нашата последна препорака и можеби задача за вас, сите кои што сте тука, да продолжите да ги следите настаните од ГЕФ, односно глобалната недела на предприемништво, затоа што имам навистина многу интересни теми, има толку многу нешто да научите, не само за социјалното предприемништво, за предприемништвото генерално. Така да доколку имате слободно време, одвоите и слушнете некои инспиративни приказни од други чинители на овој наш мал екосистем кој што допрва треба заедно да го развиваме. Така да ви благодарим уште еднаш на вниманието и што посветивте 1,5 час од вашето време попладнево да бидете со нас и да слушнете малку повеќе за социјалното предприемништво. И ви благодарам Симона и Стартап Македонија, односно Кристијан, за техничката поддршка. Супер, дали можеби Симона има крајно нешто да не поздрави? Да, би сакала уште еднаш многу да ви се заблагодарам. И јас исто како Кико, не ми е прв пат, уживам на вашите работилници, поздрав голем и до Кико назад. И како што кажа, се надевам дека ова е само старт на нека една успешна соработка и дека ќе продолжите да бидете инспиративни како што и сте за сега. Фала, дечки, убава вечер на сите и се гледаме во следна прилика. Следете не. Чао, чао. Фала ви, чао.